За да дојдам до оваа позиција, морав да почнам првин со циклусот надпревари на ниво на градот Куманово најпрвин, општинскиот надпревар. Понатаму се пласирав на регионалниот надпревар, значи од целиот регион, а од таму се квалификував на државниот, па понатаму на јуниорската математичка македонска олимпијада, значи сепак на ниво на Македонија, и од таму се избираат учесниците кои што ќе одат на меморијалниот надпревар Александр Блажевски Cane, кој што се одржува во јануари, и воедно овој надпревар е и квалификација за олимпијадата на која што се пласирав. Каде ќе се одржи олимпијадата и колку учесници очекувате имате ли најавно? Олимпијадата се одржува по 14 пат и овој пат ќе биде одржана во Приштина, во Косово, и ќе учествуваат повеќе од 60 земји од Европа, но и надвор од границите на Европа. Сте учествувале ли претходно на Европска женска? На Европската женска математичка олимпијада немам учествувано, затоа што прв пат се надпреварувам во категорија сениори, така да прв пат и имам право да учествувам на олимпијадата. Кои се резултатите до сега што учествувавте на сите надпреварувања? Па до сега имам учествувано на математичката македонска олимпијада, која што се одржува секоја година, и имам сребрени и бронзени медали, како и од меморијалниот надпревар Александр Блажевски Cane, но секако за да стигнам до таму морам да ги поминам сите други надпревари на ниво на градот или на регионот, така да и од таму имам први и втори награди. Искрено, за овие надпревари се подготвувам уште од мала возраст, затоа што уште од мала се надпреварувам во циклусот надпревари, така да подготовките се нешто што трае веќе долго време, но сепак оваа година е малку поразлично, затоа што, како што спомнав, првпат се надпреварувам во категоријата сениори, и подготовките најпрвен ја добивам основата од моите професори, понатаму имам одено во математички школи, но сепак најважно од се е да имам инспирација и мотивација самата да учам и да решавам задачи. Па љубовта од математиката ја имам уште од мали години, најмногу еве и од моите родители, понатаму на училиште почнав уште од прв пат кога можев да се надпреварувам во трето оделение, почнав да одам на надпревари и затоа што видов дека всушност самата себе се импресионирав од надпреварот уште кога бев мала и тоа ми беше уште поголема мотивација да продолжам да се трудам. Како што кажи таа самата, исклучително талентирана, покрај тоа и културна воспитана и така натаму. И сето тоа придонесува да и она што го предаваме на часовите го впива, значи тој материјал, кој што нормално дека им помага понатаму во понатамошните тестирања, се спрема покрај нови материјал, таа, иако е втора година сега, таа мора да се надпреварува и на материјал од четврта година. Значи, до се она што треба, со раме во раме, таа е најмала во својата група, меѓутоа се надпреварува и со ученици од четврта година. Има многу успех постигнато, слушнавте и самите, и се надевам дека ќе продолжи, ќе дојде со медаља од таму.